Гувернер ќе имате една од највисоките плати, околу 3000 евра со сите додатоци. Дали сметате дека е коректно македонските работници да земат 400 и 700 евра? Вашето прашање не е коректно. Извинете, јас ќе бидам отворен. Вашето прашање е некоректно. Јас имам 40 години работен стаж. Ама зборам дека и други луѓе со 40 години работен стаж само врз основа, не земаат толку, тоа сакам да го потенцирам. Само врз основа, да речеме, на стажот, нели, од 0,5% може да имам некој додаток и за стаж. 40 години работен стаж. Инвестиции од основно до докторат, гладување на запад додека на $500 стипендија треба да го поминете месецот и така натаму, затоа никој не прашува. Така што мислам дека тие споредби, тоа е такво левичарење, поставување на вакво прашање. Извинете, не се однесува на вас, затоа што вие ги пренесувате прашањата на јавноста. Тоа е толку некоректно, тоа е толку мизерно, така што не треба да биде предмет, нели, на дискусија. Ако сакате, внимајте сега, спомнавте гувернер. Па видите, ние регулираме институции чии што директори имаат по 10-15 илјади евра месечна плата. Проверете ги, јавни се податоците за платите во банките, така. Мене не ми треба толкава плата, не дај Боже, нели така, за да одолеам на некои барања, некои притисоци, што зборувавме претходно, да станам во служба нивна, ама некој може да подлегне. Така што тие се сосема, да речам, неадекватни споредби. Ќе повторам, ситуација кога на секој чекор се бара работник повеќе со различни квалификации, мислам дека тоа е на некој начин дисциплината и вклучувањето на пазарот на труд, инвестирање во себе, сигурен начин како да се дојде до повисок животен стандард.